Неколку минути по 14 часот. Јас сум Владко Чаловски, заедно со мојата колешка Јана Јосифовска го отвораме и денешното издание на Студио 1. Ова информативно и забавно Студио 1 во кое што и денеска имаме богата содржина. Што е она што ќе го гледаме? Јана? Така е, како што спомена колегата Чаловски, се надевам дека во ова шаренолико отворено Студио 1 ќе го задржиме вашето внимание. И одиме исто така на почеток Чаловски, пред да започнам со најавата на содржините, да споменеме дека фактички ќе стане пракса во сите блокови кога сме јас и колегата Чаловски во отвореното Студио 1 ќе бидат отворени телефонските линии на кои што темите ќе ги видите за кратко на вашите екрани и секако ќе може слободно, без разлика дали имаме или немаме гостин, да коментирате на одредена тема. Токму двете теми за кои што во овој предпладневен дел на почетокот на отвореното Студио 1 се одлучивме. Прашањето до вас, ваш став, дали заслужуваат премиерите Заев и Ципрас Нобелова награда за мир? И втората тема е малку духовито ја поставивме. Ќе се венчаваме млади или ќе завршиме во манастир? Ова доаѓа по бурата од реакции на социјалните мрежи, по повод изјавата на владиката Петар од вчера, кој што и јавно ги повика младите да рано да се венчавале, помалку подоцна и за тоа ќе подискутираме. Во продолжение ќе имаме и краток разговор со колешката Искра Опетческа, која што пак денеска ги следеше случувањата, односно најновите информации поврзани со железничката несреќа во која што животот утрово го загуби полицаец. Малку подетално ќе не информира околу овој настан. Секако следуваат информативните блокови, па повторно веќе од 15 часот и 20 минути со колегата Чаловски ги отвараме телефонските линии за да ги слушнеме вашите мислења и ставови по повод на оние маки со кои што се соочуваат пазарџиите и новиот закон. И секако да не ја заборавиме временската прогноза со Славчо Поповски. Веќе од 17 часот околу исто така ќе подискутираме околу она што е жешка тема вчера и денеска, изгласаниот закон за амнестија. Па потоа веќе следува оној забавен дел во отвореното Студио 1, возењето со Вучич, нашите ексклузивци и секако модата со Сергеј Варошлија. Од вечерниот термин домаќини се Борјан Јовановски, како и колегата Ацо Кабранов, ќе имаат интересни дебати, односно теми и во дневникот. Една ќе биде дали се разделува ЛДП од социјал-демократите, секако некои снимени разговори со Никица Корубин, како и со европратеникот Стелиос Калоглу. Дополнително исто така веќе следува во 21 часот вторската емисија, односно печот на неделата со колегата Сашо Дановски, и веќе од 22 часот повторно колегите Борјан и Ацо Кабранов ќе имаат тема која што ќе биде посветена на еден од првите луѓе на администрацијата во Соединетите Американски држави, Саливан. Така што со оваа тема и после тоа со дневникот во 23 часот ќе го заокружиме маратонското отворено Студио 1. Така, Јана, како што најави, најпрво одиме со оние исечоци или хајлајци од вчерашните разговори кои што можеби сте ги пропуштиле, но затоа секогаш ве потсетуваме дека 1tv.mk, сајтот на телевизијата, или YouTube каналот на 1tv, разговорите целосни можете да ги најдете таму, а ние за денес издвојуваме она што колегата Чомовски разговараше со професорот Миле Димитровски, а тоа е дека инженерскиот интелектуален труд во Македонија и не се цени доволно, и со самото тоа што инженерите во Македонија добиваат диплома и имаат шанса да работат во Европа, може ли Македонија да остане без ваков кадар? Да погледнеме. Вие сте јавна личност. Следите ова што се случува во Скопје, во руинирањето на одредени цели комплекси од водно, од изградба на начини на кои и од архитектонски, и од урбанистички, и од, да речем, условно статички аспекти, станува многу симптоматично. Дали вие како комора сте размислувале за
поострување на критериумите. Дали, например, ќе сноси одговорност проектантот и фирмата на кого во кисела вода им се затрупа, како викате вие, бунарот или подпорниот зид? Значи, за секоја последица мора некој да, за се што ќе се случи, некој мора да сноси последици за тоа. Дали е тоа одговорноста на инженерот на градбата, инженерот за проектирање и така натаму, тоа е се процес како што вие во правото кажувате, тргнуваме од допрен глас, потоа изведуваме докази, потоа ако доказите се во една или во друга насока, изрекуваме мерки според нормите и правилата, според дисциплинската норма, според етичката норма и така натаму. Последната и најсериозна работа која што ние можеме да изречеме е одземање на овластувањето. И ако отворите на нашиот сајт, веќе има неколку одземени овластувања, но процедурата за тоа да се случи била сосем регуларна. Имало поднесок, разгледување поднесокот, изведени се материјалните докази, донесена е одлука на дисциплинската комисија, анимирана е второстепената и одлуката е објавена на сајтот. После тоа може во граѓанска постапка инженерот да бара некои други права. Но ваквото глобализирање дека инженерите би можеле да бидат повикани на одговорност заради тоа што било лошо урбаното планирање, затоа што дозволиле да се изгради нешто многу блиску, нешто многу далеко и така натаму, сепак една поинаков пристап кон целата работа треба да биде. Сепак сме ние комора на физички лица, овластени инженери, кои што своите овластувања ги пренеле на правните субјекти. Правниот субјект е тој кој што го изведува објектот и тој треба да сноси одговорност заедно со сите кои што ги инволвирал да го изградат објектот. Професоре, вашата комора издава сертификат, лиценца, како овластување. Без оглед на тоа. Изврзосно на тоа овластување, со оглед на тоа дека сте мрежани во една позначена регионална и европска мрежа од околу 5-16, колку ми рекате, 17 комори, со тоа овластување, тој наш инженер е оспособен да одреден начин да влезе во инвестицијските проекти на тие комори, што му треба за да добие дополнително овластување на нашиот или на вашиот член, за да работи во Германија, во соседните земји и така натаму. Значи, еве само да разграничам дека со дипломирањето инженерот станува дипломиран инженер. И тој може да работи каде сака. Ако одлучи да работи во инвестициите, во проектирањето, после определено време треба да добие титулата професионален инженер или овластен инженер. Со тоа тој докажува дека има доволно искуство за работа, доволно знаење и се друго. И сегде во Европа оваа титула се вика професионален инженер, овластен инженер, сертифициран инженер, чартерд инженер или лиценциран. Овие 16 држави кои што се наоѓаат во Европскиот совет на инженерски комори, меѓусебно ги препознаваат овластувањата и постои лесен механизам кога наш инженер ќе отиде да работи во Словенија. Со нив имаме билатерален договор, веднаш Словенечката комора го прифаќа нашето овластување и издава потврда за користење на своите знаења. Такви билатерални договори имаме со Бугарија, со Србија, со Црна Гора, со Хрватска и тука се едноставни работите. Мултилатералниот договор кој што владее во Европска унија покажува дека страната има право да преиспитува уште еднаш, од која ќе го види овластувањето, да направи уште некоја дополнителна проверка, например проверки за неосудуваност во врска со користење на овластувањето, во врска со знаењето на јазикот. Ние не инсистираме на тоа, но некои држави инсистираат во врска со локалните, но не е автоматизам дека со покажување на овластувањето ќе добиете португалско овластување, туку португалската комора има право да го потврди вашето овластување и да ви дозволи да работите во Португалија. Да, ова беше еден од тие повпечатливи разговори во синоќешното отворено Студио 1 и секако издвоивме за вас и една изјава од разговорот во Правда и неправда на вчерашната емисија на колишката Гордана Дувњак, чии гости беа новата директорка на Академијата за судии и обвинители Наташа Габер Дамјановска, како и Сашо Рајчев, шефот на Скопското обвинителство и председател на управниот одбор на Академијата,
академијата. Ова е важно затоа што беа отворени многу интересни теми и дискусии поврзани со се што се случува во судството, а во овој дел ќе го погледнеме и сечокот, односно главното прашање, дали Академијата за суди и јавни обвинители го оправда своето постоење. По 3,5 години продолжен мандат на старото раководство и неколку скандали во завршницата или во финалето, конечно на 22 октомври беше избран новиот управен одбор на Академијата, а еден месец подоцна и новиот директор. Зошто толку многу се чекаше? Затоа што новиот закон или вториот закон стапи на сила на 12 мај 2015 година, а после тоа следеа и неколку измени на законот. Па сега добро, тоа обично законодавната власт би требало да биде прашана, самата власт и собранието, иако измените ни собранието беа процесуирани релативно брзо. Мислам, моја предпоставка е дека овие измени беа во пакет со другите правосудни реформи и заради тоа каска, бидејќи беа дебатирани сите во пакет. Тоа е моја импресија, може би не сум во право, но навистина не би имала друго разумно објаснување. Ќе ви кажам. Може би колегата знае. Имам мало дополнување. Значи, сегашниот закон е донесен интегралниот текст во 2015 година. Тој закон е менуван 3 пати. Во истата година, уште 2 пати, и последната измена е 2018. Септември 2018. Сега, зашто не профункционира тој закон? Дали се донесе еден закон кој што создаде услови за функционирање на Академијата како витален орган во правниот систем на Македонија, кои што едноставно не можеа да се операционализираат. Или пак, едноставно не сакаше да се операционализира. Тоа треба да биде предмет на една добра анализа. Добро, изговорот во тоа време што беше понуден е дека во тој момент биле многу високи стандардите за членство во управниот одбор и дека многу малку судии, особено од повисоките судови и повозрастни колеги ваши, не го исполнувале условот за обезбедување на сертификат за познавање на странски јазик. Во тој момент се спомена дека Судскиот совет и Советот на јавни обвинители ќе направат анализа за тоа каква е состојбата со познавање на странски јазици во судството и во обвинителството. Се направи ли таа анализа? Не, но законските измени практично ги следаат токму овие линии со оглед на актуелните состојби за да можат да се конституираат телата на Академијата без проблем. Во постарите генерации нормално дека немале потреба да користат странски јазик во нивната комуникација, има и така колку искусни колеги кои што би можеле активно да парципираат во работата на Академијата. Се раќаме назад во студиото, со нас е колешката Искра Опеческа. Меѓутоа, само да напоменеме дека ова ќе биде еден флуентен разговор во кој доле на екранот ќе можете да ги видите ги гледате веќе двете теми на кои што ќе можете постепено да се јавувате, а како вие се јавувате во програма, ние ќе го прекинуваме разговорот, ќе обрнеме внимание на вас, а Искра ќе биде со нас се до крајот на овој дел од студиото. Првата тема за која што разговараме или на која што ќе можете да го кажете вашето мислење секако е изјавата на владиката Петар кој што вели дека младите треба додека се млади да се женат или мажат, а ако не се подготвени за тоа, тогаш може да завршат во манастир слободно, бидејќи државава има слободни места, како што вели тој за тоа. И втората тема е Заев и Ципрас номинирани за Нобелова награда откако го постигнаа договорот за името дводеценијски спор. Јана Повели. Така, како што спомена Чаловски, Искра добре дојде во студиото, иако не ти е прв пат. Сакавме да поразговараме со тебе во однос на она, како што најавив, сообраќајна или железничка или било каква несреќа може да се нарече, со трагичен крај, животот го загуби, се дозна веќе полициско лице. Утрово ти беше тамо,
Да, бевме. Имавте можност и да поразговарате со некој можеби од локалците во Маџари, да напоминеме така тој дел. Па ајде малку повеќе да не информираш околу целата ситуација, кои се твоите информации, причините, што велат локалците? Да, Јана, инаку ние вака влеговме малку насмеани во студио, но денов не е ни по ништо смешен, бидејќи утрово кога дојдовме на работа, веднаш ни извести дека треба да заминеме во Маџари, на железничкиот премин кај што завршува Маџари, а почнува скопската населба Хиподром, бидејќи се случила железничка несреќа. Одма отидовме, се разбира, на местото на настанот, затекнавме, се надевам дека колегите веќе подготвиле некои инсерти, затекнавме стравичен призор. Станува збор за железничка несреќа, воз налетал на Volkswagen Vento, чинам беше автомобилот, полициско возило, внатре полициски службеник, според времето околу 6 часот, нешто пред 6 часот утрото кога се случила сообраќајката, уште предпоставуваме, тоа треба обвинителството да го утврди, уште предпоставуваме дека веројатно тоа е време кога се сменуваат полициските службеници, доаѓа смена, па предпоставуваме дека од Хиподром кога одел назад на полициската станица во Газибаба, вработен во ПС Газибаба, дека веројатно на враќање се случило оваа сообраќајка кога возот директно налетал на возилото и за жал полицискиот службеник е... Да, еве ги видовме и сертите, меѓутоа искра тука ќе те прекинам, ќе продолжиме со разговорот малку подоцна, имаме, не информираат колегите од режија дека гледач на линија, па добар ден и повелата. Добар ден. Повелата во програма сте. Прво да им честитам Свети Никола кој слави, и имен ден кој слави, и би сакала да честитам ако успеат Ципрас и Заев за да добијат наградата, ќе бидеме навистина среќни како македонци за секогаш. Значи според вас ја заслужуваат, што е нашата вода? Најмногу. Јас мислам дека навистина треба да ја добијат и ќе бидеме среќни, мислам, сите македонци. И би сакала. Ви благодарам многу. Да, ви благодариме секако и ние на вас за вашето јавување и споделувањето на вашиот став. Да, почитувани, отворени се телефонските линии, ги очекуваме вашите јавувања, а паралелно со тоа, додека се уште немаме гледач, продолжуваме со нашата искра. Она што сакав, Јана, да го кажам е, веројатно многумина и со право ќе се запрашат зошто ние денеска толку многу посветивме внимание и подосна ќе информираме за оваа сообраќајна железничка несреќа, кога секојдневно гинат патници по патиштата, сведоци сме на пред некој ден несреќата во Лесковаc, што се случи така натака. Она што е интересно во оваа сообраќајна несреќа, а која што успевме со нашата камера да ја фатиме, разговор со еден од мештаните од населбата Маџари, кој е иницијатор на еден одбор на граѓани составен од 12 местни заедници што гравитираат во тој дел на Скопје, од општина Газибаба, кои веќе 25 години, сериозна бројка од 25 години се обидуваат да алармираат кај надлежните токму овој дел од Скопје да направат нешто за да биде безбеден. Меѓутоа и по 25 години таму воопшто ништо не е направено. Дури тоа деталите ќе ги подоцна се разбира, ќе ги имаме во информативните изданија. Дури ни покажа господинот Трајче Георгиевски, иницијатор на тој одбор, една дузина документи, дури и детали од состаноци со надлежните Министерство за транспортерски, град Скопје, општина Газибаба, од пред 11-12 години состаноци на кои што точно утврдено со заклучоци има кој што треба да направи, кој што обврска презел. Но и од 2005 година, кога последен пат се сретнале со надлежните на 10 декември 2007 и 2005, никој ништо воопшто не направил. Обврските што ги презеле, ни тоа не го направиле. Токму од овие причини се тоа интересно. Во моментов одреđeni јавуваат, имаме уште еден гледач кој што ќе збори на или на темата со владиката Петар или за Заев и Ципрас. Повелете, во програма сте. Да. Ало? Да, повелете вашиот коментар. Да прашам дали по која заслуга Заев и Ципрас ќе добијат? Еве Не ни беше во војна, па за мир да добијат Нобелова награда. Според номинацијата... Не војувавме ние со Грција. Господи, еве, за ваша информација, само...
За ваша информација, само номинацијата ја објави добитничката на Нобеловата награда за мир во 2015 година, која што е образложена со тоа дека го решиле дводеценискиот спор. Пропаганда американска. Да. Во ред. Според вас, значи не се оправдани номинациите, добро? Оправдани. Каква номинација? Дали имате? Нобелова награда. Зошто? Што направија? Дека ни го одзедоја правото на македонци? Затоа ли? Во ред. Што направија? Ние продаде државата. Сега не се осеќам јас македонка, со тоа северна. Но тоа е префиксот на името на државата. Договорот вели македонци. А како може името? Кој живее во Македонија? Македонка сум. Зошто сум македонка? Зашто живеам во Македонија. Во ред, ви благодариме. Државата е моја македонка. Да. Јас сум македонка. Во интерес на времето ви благодариме за вашето јавување во секој случај, споделувањето на вашиот став. Убаво е да се слушнат нели сите различни коментари секако. Да, затоа сме отворени, не можат сите исти ставови да имаат, што повеќе различни мислења, тоа подобро. Искра, пред крај и уште неколку информации, можеби ако имаш во однос на значајот, ти сепак морам да кажам дека и овој настан, ако не среќа, нели фативте на терен еден момент дополнителен со овој господин што го објасни, што секако кога ќе го вметнеш во прилогот ќе биде и еден друг интересен момент, бидејќи станува збор за 25 години, не е мала работа, а еве може да се каже дека и според локалните жители тамо е како црна точка. Алармантна во секој случај и само би сакала, веројатно сме пред крај на овој термин, да додадам за да останеме професионални како телевизија, како екипа, како тим. Во овој момент ние веќе почнавме да прибираме одговори, да бараме одговори на прашањата што ги мачат тие жители од надлежните институции. Во овој момент не сме во можност да ги обезбедиме, тоа е природно, станува збор за повеќе надлежни институции и сакам само да кажам дека кога ќе ги собериме тие одговори, ќе направиме на поширока тема и секако пак ќе презентираме за да бидеме доследни до крај на професионализмот. Така е, Искра, имаме... За крај вклучуваме уште еден гледач. Да, вклучуваме уште еден гледач, само ќе да замолам да бидете пократки. Добар ден и повелата. Да, добар ден. Прво, бидејќи е многу поважно ова сообраќајка на него номинации веќе си течат. Имено, не, ја познам работа малце во железница и кога би се проверило кои луѓе се директори во железница во последниве 20 на години, ја само балетани не биле. И сите други професии, само тоа не, иначе инженери или слични, немало. Ако кажам дека до вчера еден од најважните директори во најважниот дел од железница беше денешниот председател на изборна комисија и правник, човек кој што поима нема од возови, едино ако се возил човекот и така натаму. Тука негде се сместени проблемите кои што на железница се континуитет. Добро. И сега за да помогнам во понатамошна работа која се номинации во прашање, јас со задоволство би чул некој да предложи некој друг од Македонија, да речеме дека имаме човек кој што ги испокраде парите од Македонија, избега во Унгарија. Јас за мене е тоа подвиг. Зашто овие сега што се јавуваат, зашто не го номинираат? Мислам, номинацијата не е завршена. Има една тузина такви многу способни луѓе, нека ги номинираат нив. Добро, номинацијата не значи многу, за мене значи. За мене значи и номинацијата значи. Меѓутоа, не е тоа дефинитивно нешто завршено. Така е, зборуваме за номинација. Јас се извинувам што ќе морам да ве прекинам, сепак не гази времето, редно е да го заокружиме овој блок. Чаловски, ти што си напиша во меѓувреме? Јас, Јана, со оглед на тоа што првпат сме во студиото во овој новогодишен амбиент, би сакали првата честитка да ја ставам на оваа елка. Добро. Здравје. Добра идејата, можеби ќе ја примениме и ние. Здравје, можеби ќе ми се оствари.
Па да. Во ред, почитувани, веќе ја гледам колешката Елена Џугуманова наместена секако на својата позиција, следуваат вестите на Еден ТВ. Да не должиме повеќе, да не одземаме време, најновите информации за многу кратко. Останете со нашата програма, со нас се гледаме малку подоцна. Да, во продолжение по кратката пауза, веднаш почнуваме со вестите. Прва содржина секако ќе биде колешката Весна Велкова од Собранието, која што ќе ни зборува за Комисијата за уставни прашања, која што околу пладне ја почна денешната расправа. Имаме изјави од таму.